нови скандалозни наоди за повторно нелегално следење на комуникација ги вознемирија македонските граѓани и ја подкопа и онака слабата доверба во системот, институциите и во правдата. А таа правдата е приказна за себе. Токму на темата за владењето на правото вечер зборуваме со еден извонреден гостин. Од поведрата страна ви носиме една инспиративна и иновативна македонска приказна. Останете со нас. Господине Тумановски, прво благодарам што сте дел од нашата емисија. Добро вечер. Благодарам на поканата. Ќе почнам со она што го опфатив и во најавата, најновата афера за нелегално следење на комуникација. Не навлегуваме во детали што и како се случува, си уште не ги знаеме деталите, меѓутоа една поширока слика колку ваквите афери, скандали, како и да ги наречеме, ја подкопуваат довербата, тоа што го споменав, и во институциите, и во системот, каква порака испраќаат до македонските граѓани, но и до останатите држави. Каква слика за Република Македонија е ова во едни вакви услови? Па, јас би рекол дека од наша страна е многу несериозно како држава, бидејќи сепак ова станува збор за темел на државата, кога станува збор за таквите дејствија, кои се излегуваат надвор од контрола од самите институции, кои при тие следења или прислушкувања се навлегува во приватноста на граѓаните, така да граѓаните осеќаат голема несигурност. А од друга страна, тоа веќе стана како нешто, како наше секојдневие, бидејќи ние 30 години имаме афера по афера, афера по афера, која што нема никаква завршница или не завршува со никаква правен крај, за да се утврди кој злоупотребил, како злоупотребил и за кои цели биле злоупотребени таквите дејанија. Јас и други мои колеги, суди и обвинители, како и од полициската институции, учествувавме како во проектите на ДКФ, кои што беа во делот на реформирање на претходната управа за безбедност и контраразузнавање и поделбата на таа институција во две институции, а тоа беше се со цел за да не дојде до како претходно што имавме нели прислушкувања нелегални, се формираше ОТА, тоа е делот за слушање и Агенцијата за национална безбедност, но од друга страна за да биде завршена таа реформа, има наведено во законот кој што нели 2019-2020 почна да функционира и граѓански надзор. Сега тој граѓански надзор тука треба да се каже дека првично имавме нели совет, луѓе кои што членуваа во тој граѓански надзор, имаше определено луѓе во тој совет, но немаше определено надомест. Па тој совет си даде оставка, тука се сеќавате беа членови Цаца Николова, судиката Страсбур, почитувани од професор Гордан Калајджиев. Сега имаме определено надомест, но немаме луѓе. Тоа излегува како тој филозофскиот виц, имате каде, немате со кој и обратно. Да, така да ова станува пресериозна тема за државата, зборам, бидејќи ние сепак сме држава која што 30 години се трудиме повеќе од 30 години од независноста да створиме сериозни институции кои што сепак треба да бидат еден вид да предничат како темел на државата. Тука би истакнал дека ова треба точно да се види, како што веќе имаме нели познато изјави на претходниот директор, кој барал, кој следел, кој одобрил, што е направено, за кои цели е направено, тоа треба се во една процедура со судска завршница да се точно дефинира за какви работи станува збор. Зборуваме за една исклучително сензитивна тема и од аспект на приватност на граѓаните, но и од аспект на нешто што се нарекува интегритет на самата држава, како творба, како република. Овие злоупотреби не се од вчера, и самиот кажавте имаше разни афери низ минатото кои што немаа завршница, но еве велите да се види кој како прислушкувал. Имаше еден обид да се свика комисиска расправа во парламентот. Председателот на комисијата, господин Реджепи, самиот нема безбедносен сертификат. Колку е ова иронично? Па тоа е и парадоксално, затоа што тоа покажува дека првично тие што го номинирале или тие што гласале за да биде во таа комисија покажале голема несериозност.
Значи, ако таа комисија сакаме да заживее, треба луѓето соодветно да имат и такви сертификати. Доколку нема таков сертификат, значи таа комисија не може да функционира, бидејќи треба тек да помине времето на проверки, тек да се види дали може тоа лице да добие таков сертификат, затоа не е едноставно, не може да биде преку ден. Значи тоа е процес кој што трае со месеци. Да, тој сега имаше изјава каде што вели или ќе ми дадете безбедносен сертификат или јас нема да закажам комисија. Вакво уценување со Тоа не зависи од него, значи си постои цела процедура како се добива тој сертификат и тоа има временски период кој што треба да помине за да се направат сите проверки дали тоа лице може да добие сертификат или не, или тоа лице ќе биде одбиено. Да, тоа се фактите, меѓутоа поентата ми беше друга кога вака паушално или ја сведувате целата дискусија или суштина на безбедносниот сертификат не на баналност, дека вие секој еден пратеник може да се заканува или да уценува. Каква порака е тоа за самото функционирање на безбедносните служби? Тоа покажува дека ние не сме сериозни во тој дел. Значи, сепак, кога станува збор за безбедносни служби, треба да имаме голема сериозност, бидејќи сепак не само за внатре во земјата, ние се представуваме и надвор од земјата. Да, може ли да мислите друга членка на НАТО, каде што ваква една дебата може да се има во парламентот? Не верувам, бидејќи тоа сепак се внатрешни работи на земјата, треба да бидат под строга контрола тие постапки и треба сепак држава да покаже една голема зрелост за да се овие значи збориме за комисии кои што треба да функционираат, а не зборуваме за комисии кои што не треба да функционираат. Тоа значи дека ние не сакаме да вршиме контрола на безбедносните служби. Доколку не сакаме да вршиме контрола на безбедносните служби, ќе не се случуваат такви работи како што не се случувале во минатото, а и сега во најава нешто, кој што не знаеме дали е афера, дали не е афера, кој што треба да покаже. Да, има секакви шпекулации, дури нели има и обвинувања дека се работи за некаков предизборен инженеринг на афера, не знаеме што ќе излезе од ова. Политиката како од судството треба да имат подалеку да бидат рацете и од безбедносните служби, бидејќи сепак политичките партии се менуваат на секојдневно ниво. Да, тоа е како би требало да биде, тешко така во реалноста. А државата треба да обстои. Го споменавте и судството, ќе се навратиме таму, но уште малку околу довербата на сите анкети, на сите релевантни анкети, дури медиумите стојат подобро од правосудството и довербата во судството, па и институциите. Како да се гради држава во услови кога граѓаните имаат изгубено верба дека нешто навистина функционира? Па како? Треба граѓаните воопшто, нели, надежта последно умира. Треба да се надеваме дека ќе имаме подобро отсуство, за да имаме подобро утре за сите нели кои што живееме во тоа наше општество. Од друга страна, многу работи се случија да довербата не може да се врати, како нели со падот на СЈО, така и со измените на кривичниот законник, кои што со доаѓањето на новата влада беа најавени дека ќе бидат вратени овие несреќни измени, бидејќи сепак стануваше збор за одредена група на граѓани кои што добија привилегии за разлика од другите граѓани. Нели сите сме еднакви, но некои се поеднакви од другите. Тоа е една максима која што многу одамна е напишана, не од нас, нели од други луѓе, но важи за целиот свет и за целото општење на нас граѓаните. И ние сакаме да веруваме дека ќе имаме подобро судство. Кај нас излегува дека ние системски погрешно ги имаме поставено контурите, бидејќи ова не е сега. Еве, ќе се вратиме со случајот со Кочани, значи системски 30 години погрешно ги имаме насочувано работи или погрешно ги правиме реформите во кои што влегуваме, тука и го кажувам и судството, бидејќи јас не се сеќавам дека некој кажал дека пред 90 година било лошо во правосудството. Ние збориме после 90 година, после нашата независност, како држава дека нешто не чини и од тоа нечинење довербата паѓа пониско. Да. И тоа е многу поразително и за самото функционирање на демократијата, кога граѓаните немаат верба. Еве сега и оваа афера со пресушкувањето, но и било која друга афера, без разлика за каков скандал се работи, дури кога имаме судска одлука, секогаш ќе има недоверба кај граѓаните дека правдата е испорачана. Може би правниот процес ќе заврши, но дали правдата ќе биде испорачана? Тие се две различни работи. Значи, едни се очекувањата на граѓаните, друго е
тоа што произлегува низ институцијата или како завршува од пресудите. Ние треба да се стремиме и правишност да имаме, не само и да испорачиме таа правда, да има завршница. И мислам дека на тој начин со сите тие промени сега што се прават дополнително на законите, но и навиките кои што не се сменети кај луѓето кои што треба да ги практикуваат тие закони, мислам дека тука е клучот на успехот, дека мора да се смени нешто во суштото за да тргне работата. Еве сега имаме нов председател на Кривичниот суд. Граѓаните имаат големи очекувања, бидејќи тој председател на Кривичниот суд не е само на Кривичниот суд Скопје. Тука станува збор за предметот организиран криминал, тоа станува збор за цела територија на Република Македонија. Така да со некакви промени очекувањата се секој пат дека ќе има надеж за подобро утре. Ги споменавте измените на Кривичниот законник, тие навистина беа оценети како катастрофални од експертската јавност, од самата Европска унија, во чие име се донесоа апсурдно. Имаше најави дека ќе има нови измени, но тие доцнат, се уште не се доставија до парламентот. Мислите ли дека ова е резултат на отсуство на политичка воља за промени, за некакви политички делови во позадина или едноставно немање на капацитет да се сработат новите измени? Па мислам дека сомнение има за секакви влијанија, дали се политички, дали се неполитички. Сега имаме изборен процес, така да тие измени не може да бидат донесени. Треба да го почекаме, завршетокот на изборниот процес, па да видиме дали ќе се смогнат силите за да се донесат. Очекувањата се дека треба да бидат донесени, бидејќи без тоа многу луѓе се амнестирани во таа правен вакуум, многу луѓе нема да одговараат за тоа што го прават. Имаше рок од Уставен суд кој што не се испочитува. Значи, повторно доаѓаме до тоа дека системски е проблемот, доколку во една држава Уставниот суд никој не го есапи, зашто можеме друго да зборуваме? Па собранието беше ноншалантно на тоа што го побара Уставен суд, дека немат таква врска да тие постапат или во некои рокови да тоа биде донесено, така да сепак пак ќе остане на политичката волја на политичките партии кои што моментално владеат со Република Македонија. Зборуваме за измените на Кривичниот законник, велите дека и треба да се донесат новите измени на тие измени, но дали реверзибилно мислите дека може да има некаква поправка? Не, но од сега кога ќе тргнеме и тие кои што се на позициите, кои што ќе се занимаваат со нашите пари на данъчниците од државата, ќе имат поголемо внимание за дека ќе им виси над глава, дека може да одговарат за тоа што го прават со повисоко запретени казни. Сега знаете, тогаш беше проблемот бидејќи казната беше најмалку од 5 години. Така да сите тие државни чиновници кои што правеа кривични дела не можеа нивните казни да бидат условени. Требаше да дело е злоупотреба на службена должност, каде што се практично се фокусира. И казната најмалку кој што може да добијат е 3 години затвор. Оние кои што ги бранеа измените, малку мина беа, меѓутоа имаше и такви застапувања. Нивната теза беше дека ќе се зголеми конфискацијата на имот со тие измени. Колку мислите дека држаше тоа? Па ја, колку време помина? Дали сте слушнали за некаква конфискација? И во која висина на имотот? Такво нешто немаме. Значи можеме да заклучиме дека кој се спаси со измениве и дека ако нешто се поправи, тоа ќе важи од сега натаму. Да. Меѓутоа политичката воља повторно е клучна. Ќе потсетам на нешто што го кажавте, а тоа е државата да биде, односно политиката да ги трне рацете од државните институции, од судството пред се. Таа желба на политичките елити да интервенираат и да се мешаат во работата на судските органи исто не од вчера, тоа е константа низ деценииве. Колку е важен тука интегритетот на самото судство, на самите судии, на самите обвинители, па и на адвокатите, значи на сите алки во правосудниот систем? Па ние како адвокати малку сме послободни од судиите и од обвинителите, бидејќи ние сме сепак гласот кој што се слуша и преку нас многу полесно можат и јавноста да разберат за одредени процеси кои што не се согласно законот или не се во делот на кој што треба да бидат направени. Ако знаеме дека државата ни или власта е поделена на 3 власти, и тоа имаме законодавна, извршна и судска власт, значи како судска власт, таа е независна и самите треба да бидат резистентни на притисокот кој што доживуваат од извршната власт. Тоа зависи од нив. Не може да зависи од никој друг.
За разлика од обвинителство, тие се самостојни, но се извршна власт, дел од извршна власт. Кај нас имаме едно неслекно решение, владата да го предлага Републичкиот јавен обвинител, што сметам дека за подобрување на состојбите или за поголема доверба кај граѓаните, сметам дека Републичкиот јавен обвинител, идниот кој што треба да се бира на друг начин. Еве ќе го земам примерот на ДКСК. Имавме, значи, нека биде во собрание, нека биде пред комисија, нека биде јавноста за кој станува збор, преку интервјуа кои што ќе бидат јавни да се види за кого, значи сепак ќе ги представува. Ама еве имавме пример на избор на шефот на обвинителството за гонење на организиран криминал, кој што беше избран на избори внатре од самите обвинители. Затоа кажувам јавно. Значи, веќе кога го предлага владата и го предлага во собранието да се гласа за тој републички јавен обвинител, тоа треба да биде преку одредена комисија, значи да не биде директно од владата номинацијата, туку да има повеќе кандидати кои што ќе се представат во јавноста. Да ги видиме кои се тие луѓе, каква програма имаат, што нудат и така натаму. Сега имавме и негативен пример со изборот на претседателката на ДКСК, кој што еве денеска за жал има обвинение и се бори во судска постапка да докаже да докажат неизината вина, но сепак таму одлучувачки се партиите кои што се внатре, мислам така е распоредот кој ќе се види дека за тој кандидат гласале сите партии подеднакво дале гласови, така да сепак се гледа дека извршната власт имала поголемо влијание во нејзиниот избор. Но има модели кои што може да се земат од различни држави, каде што може да се промени, да не биде владата таа која што директно ќе го назначува обвинителот, па да има сомнежи дека на некаков начин го контролира. Го споменавте и СТЈ, можеби тоа е од најнесрекните приказни во македонското правосудство. Случаите, вклучително и тој за прислушкувањето, Немаме завршница. Немаме завршница. Има ли нешто пострашно од тоа да застари еден предмет, затоа што знаете кога некој се прогласи за невин, можеби ние нема да се согласиме, ќе сметаме дека е виновен, но тоа е одлука на судот. Така е, одлука е на судот, има некаков крај. Да. А вака кога застарува дело, една целосна... Тоа значи државата се вложила, но не до крај, била на ниво на задачата за да го заврши тој процес. Или се вложила намерно за да застари. И тоа е минус и за тие што гонат и за тие што ги водат тие постапки. Тоа немање на завршница на тие предмети кои што беа од таков калибар, од таков обем од СЈ, начинот на кој што шефицата таму заврши, неславниот начин на кој што заврши, дополнително внесе апатија помеѓу граѓаните и чувство дека и нивниот глас не важи. Нели, тука беше шарената револуција со исто нејзиниот каков и да е крај. Граѓаните веќе многу тешко реагираат, го видовме, ве споменавте и примерот со Кочани, дури кога има некаков тип на протест, на изблик на незадоволство, често пати знае да биде и киднапиран од разни центри на моќ, се губи вистински граѓанскиот глас. Па еве Кочани покажа дека системот не чини. Мислам дека државата има можност преку последниот пример, бидејќи сепак станува збор за една тешка несреќа, трагедија која што Македонија не се сеќава на такво нешто во изминатиот период, да смогне сили од корен да се среди целата работа, да се постават контурите на државата во еден правец, кој што сепак ние граѓаните ќе имаме утре подобро утре. Да, има и некакви иницијативи за едно сериозно расчистување со структурите на судскиот систем. Премиерот нели најавува цело време робусни акции, сериозно чистење на судството и обвинителството. Колку тоа може да биде опасно и колку треба внимателно да се пристапува и кон таков тип на сечење. Јас и порано имам кажано дека премиерот треба да се занимава со извршната власт и со тоа програмите кои што на кои што дошле на после изборите да ја водат државата. Сите работи кои што се случуваат во судството треба да се решаваат внатре во судството и да се дозволи судството тоа да го реши на начин преку судски совет, преку советот на јавни обвинители, да се исчистат тие, како што вие спомнавте, работи негативни
кои што ни се случуваат во суството и кои што носат негативни поени и ја намалуваат добровата кај граѓаните. Но факт е дека ако за нешто е во право премиерот, тоа е дека требаат радикални мерки. Не треба да дојдат од извршната власт, треба да дојдат од правосудството. Кочани ни покажа дека треба системски да се решава целиот проблем, значи системот да се промени, но еве ни покаже последното ова, што не знаеме дали е следење, прислушкување, злоупотреба од Агенција за национална безбедност. Да. Така. Но ако требаат радикални мерки, има ли капацитет самото судство радикално себе си да се исчисти? Или ако еве веќе не е извршната власт, може би ли некаков надворешен фактор да има улога некаква во тоа прочистување? Имавме пример со Албанија, нели со ветингот. Па таму се покажа дека успешен. Таму се покажа успешен. Стравот беше во Албанија дека нема да има луѓе кои што ќе судат или кои што ќе гонат. На крајата покажа дека тие што остана се завршија задачата како што треба. Државата се постави на прави контури, ево они се пред портите на Европска унија. Сега гледавме Еди Рама како тоа ја практикува фактички со рушење на дивоградбите, кои што кај нас се мисловна именка за да се случи. Повторно радикални потези. Да, кај нас повеќе се гледа дали политичарите ќе ги добијат гласовите од граѓаните, доколку тоа не го направат. Значи, Европската унија имаше дилеми и на првите најави за ветинг кај нас реагираше доста негативно. Токму тие некои стравови со Албанија, меѓутоа мислите дека не знам дали Европската унија имаше страв или повеќе нашите политичари кои што ја водеа државата во тоа време дека не дозволија тоа да се случи, пошто ако се сеќавате тоа случивме ностоп за метла. Ние метла не видовме во суството. Во целиот овој хаос имаше една информација за еден несреќен случај каде што почина затвореник. Таму има информации дека навистина нехумано бил третиран, човек болен од карцином, кој што магично судот не знаел дека човекот е болен. Какви се состојбите во нашите затвори и конкретно за овој пример, кој е вашиот коментар? Па ја имав искоментирано на Facebook за тоа, мене ме налюти информацијата дека тука беше ставен како главен виновник бранителот на тоа лице, за жал починато во затворски услови при примена на мерката притвор, бидејќи јас и порано имам коментирано мои предмети, тоа некаде се случи 2018 каде што мој клиент доживеа срцев удар во притворот, беше однесен на стентирање, вратен во притворот и судот во решението имаше наведено дека лековите или може да продолжи да се издржува мерката притвор со ваква здравствена состојба. Тоа значи дека ништо не е променето. Затоа и претходно истакнав дека еве со новиот председател на Кривичен суд сигурно ќе дојдат и подобри ветришта, ќе има некои промени, бидејќи нели како што кажав и порано се е до навиките како што ние не можеме да се тргнеме од тие навики, како што сме навикнени како да го практикуваме системот или како да ги водиме работите како до сега. Треба промени радикални. Првично, јас и магистрирав на темата за притвор. Имаше тогаш кога магистрирав најголема бројка, негде пик беше 70 притвореници во државата, од кои 70% се само на КПО Скопје или познат Шутка во Скопје. Денеска последната бројка, која што ја видов пред да дојдам тука, се 600 и нешто притвореници, што е огромна бројка, ние немаме капацитет за толку луѓе да бидат примани во установите, бидејќи немаме луѓе кои што можат да ги обслужуваат или кои што можат да ги чуват тие луѓе таму внатре, а ние очекуваме и од тие луѓе на кои што не им се дадени соодветни услови за работа, максимално да се грижат за нив и со тоа судењата не може да се одржуваат, кои што моментално се во тек. Имавме се скоро во јавноста и соопштение од Кривичниот суд дека судењата заостануваат затоа што нема КПО Скопје луѓе кои што може да ги спроведува на самите судења од притвор. Знаете, и тука има една селективност и граѓаните тоа добро го гледаат. Не за сите притвореници важи истото или истиот аршин, затоа што многумина кои што ќе се пожалат на некакви здравствени тегоби,
веднаш биваат пуштани во домашен притвор, се разбира зависи од за кого се работи. Кога се работи за вака обични притвореници, малку потешко. Еве како новина моментално се промовира дека ќе имаме електронски алки. Таа приказна е од подамна Подамна за куќен затвор. Но ние до скоро, сега Велескиот суд има една одлука, прва одлука е после толку време, а ги имаме алките повеќе од 10 години, да имаме таква одлука за куќен затвор за да се примени таа возможност. Зошто 10 години не се користеле алките што ги имаме? Бидејќи немало такви одлуки. Првично. А второ, зошто тие алки електронски не ги употребуваме како куќниот притвор? Бидејќи судиите се плашат дали тие лица кога ќе бидат пуштани од најтешката мерка притвор во послаба мерка, а таа е најблиска до притворот, во куќен притвор, дали тие лица ќе бидат затечени во нивните домови. И затоа убаво би било тие алки веќе кои што ги имаме да ги употребуваме како куќниот притвор. А и од друга страна, зошто не почнеме да ги употребуваме гаранциите, бидејќи ние знаевме порано рекордна понуда за гаранции имавме од еден бизнесмен 14 милиона евра, па државата може да направиме мала Швајцарија. Ако тие луѓе почнат да бегат, државата ќе се повлечат парите. Државата ќе си ги уновчи тие пари кои што се понудени како гаранција. Ќе ги следиме метлите, ќе се навратиме на оваа тема повторно, можеби ќе се видиме повторно кога ќе биде веќе изметено, доколку е така, ќе бидеме и двајцата дебантирани и ќе признаеме и официјално, ако не, повторно ќе го следиме процесот со нови критики. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Ви благодарам на поканата. Денешен гостин во Иновативност Insights ни е Владимир Трајковиќ, професор на финки, коосновач и партнер во неколку IT компании, ментор на стартапи, говорник и мотиватор на различни конференции поврзани со дигитализација, дигитално општество и претприемништво. Професоре, во која улога најдобро се снаоѓате? Искрено тие некако се надополнуваат и мислам дека всушност тоа е една иста улога, тоа е да се даде ветер во грб на млади луѓе кои што сакаат да направат нешто различно во својот живот. Колку такви млади луѓе има во земјава? Колку од вашите студенти се мотивирани да направат разлика? Тоа е добро прашање и одговорот е така не баш многу јасен. Има многу кои што посакуваат, малку помалку кои што можат, ама релативно мал број кои што успеваат. И затоа има многу причини. Сега, ако сакате, можеме да ги дискутираме. Па може да предискутираме малку околу тоа како младите да ги направиме помотивирани да ги направат промените кои што насушно ни се потребни. Јас некако почнувам дека тие треба ако сакаат да влезат во водите на претприемништво, да решат некаков проблем. И мислам дека главна мака е што решаваат проблеми кои што се некако многу ограничени, кои што се многу мали, кои што се многу локални. И најверојатно за да успееме да имаме поуспешни такви предприемачки приказни кај младите, прво треба да ги научиме дека живеат во едно големо село, глобално село, дека планетата, поготово со дигиталните технологии, не е толку голема како што била во минатото и затоа треба да проба да решаат таков тип на проблеми наместо некакви локални проблеми кои што не се од голем интерес и кои што баш и не можат лесно да скалираат или да се продадат во светски рамки, а со тоа да направат некаков импакт. Јас гледам дека поготово кога станува збор за млади предприемачи, за студенти, имаат проблем да излезат од околината, од сопствената кожа, од своите микропроблеми и да пробаат да размислуваат на малце поголем начин, така да кажем, можеби тоа прав збор. Дали ова е случај со младите во другите земји или малку е некако балканска мана, да речам? Дефинитивно размислувањето е секаде слично, секаде истите дури идеи се вртат, не знам, кои што главно се сведуваат на некаков маркетплейс, не знам, на македонски немам убав термин за тоа, и кои што се некако тешки за реализација, имаат бизнес сенс, има еден куп регулативи кои што треба да бидат задоволени, за да воопшто станат реалност, ама нашите млади и балканските млади некако изгледа ги мрзи да влезат подлабоко во проблемот. Универзитетиве кај нас промовираат системско размислување,
а кога правиш стартап треба малку да размислуваш тоа се као лин размислување, да размислуваш побрзо да дојдеш до некакво решение, а потоа дури откако ќе го најдеш правиот бизнес модел да се вратиш на тоа системско размислување за да оптимизираш. Во инженерскиве струки гледам дека сите прават некако премногу инженерство на проблемот. Пробуваат да најдат идеално решение и додека го најдат трошат прво многу енергија и потоа ќе добијат некое решение кое што можеби пазарот не го бара или за кое што можеби нема прави муштери. Не недостига малку да се фокусираме на нешто што ќе не носи квалитет кој што не е лесно копирлив. Например, индустрија на длабоки технологии, нешто јас не гледам толку многу решенија поврзани со вештачка интелигенција, поврзани со нови материјали, поврзани со примена на ИКТ во некакви, не знам, медицински гранки, во, не знам, анализа на можеби на генетски секвенции или на микробиоми, зашто тоа се области каде што може да направиме исчекор, пошто целиот свет сега прави исчекор. Ама за такво нешто е потребна интердисциплинарен пристап. И мислам па дека сега ние на универзитетот и генерално на сите универзитети во Балканските земји мораме да научиме да си правиме муабет повеќе помеѓу себе, да ги здружуваме, а студентите кои што доаѓаат од различен бекграунд, кои што учат различни области, зашто само така може да направат посериозен исчекор. Има ли можеби некои позитивни примери од стартап сцената каде што се споиле луѓе млади од различни области и направиле некој успешен проект? Најмногу гледам комбинација на технолошки студенти кои што студираат технологија, например финки, и економски. Исто така сум видел студенти кои што имаат некаков медицински бекграунд со технолошки студенти. Земјоделски факултет, така, и да се види како може со мала примена на технологија да се зголеми производството на било каков тип на храна, например, и постојат такви успешни, па ја веќе би рекол мали компании, не баш стартапи кои што тоа го прават. Како во моментот ја оценувате стартап сцената во земјава? Знам дека долги години сте ментор, помагач целокупно на стартап сцената, на голем број на настани учествувате. Каква е моменталната состојба? Пред 10 години ме прашавте, ќе речев па како дете во пелени. Сега е да речеме дека сме некои млади тинеџери, стартап сцената е како млад тинеџер. Он има желби, ама има храброст, ама не сум сигурен дека има баш доволна количина на капацитет, на знаење, тие своји желби да ги направи во стварност. Главната мака, па барем во Балканските земји, е дека ние не ја почитуваме на изјава која што не знам, во некои развиени стартап култури ствариме како, не знам, скоро како религиозна, тоа е standing on the shoulders of giants. Не учиме од грешките на другите, него сите сакаме да декларираме дека сме први, по прв пат, дека ние го направивме ова, ние го направивме тоа, и да учиме преку тоа од сопствените грешки и сопствените неуспеси. Ако го гледаме развојот на стартап заедницата во различни региони како трка, ние идеме напред, ама за жал останатите кои што учат на туѓите грешки идат многу побрзо од нас. Што според вас и вашето искуство е потребно за стартап заедницата од неискусен тинејџер да влезе во една малку позрела адолесцентна фаза? Треба да научи да соработува, треба да научи дека треба да си помага еден на друг и дека е побава да си во друштво на успешни стартапи, отколку да бидеш најуспешен од релативно успешните стартапи. Во тој момент кога ќе се створи таква успешна заедница каде што ќе има вистинска соработка, тогаш мислам дека ќе одиме напред. Оно што второ е карактеристично, пак не само за македонска или за балканскава стартап заедница, секаде, ако сакате и во Германија, во неразвиени, во делови од источна Германија, каде што се појавуваат сега вакви движења, кога се во некоја ваква фаза стално има некои, јас ги викам како лешинари. Тие се некои институции, некои дејци во стартап заедницата кои што гледаат нешто да ушиќарат, да искористат. Сега кога ќе успееме тие да ги надминеме, тие да се филтрираат, тогаш најверојатно ќе застанеме на некакви здрави носа. А има ли пари?
сега во однос на 10 години порано, да, има и многу повеќе. Дури всушност мислам дека ако гледаме број на англи инвеститори, има многу повеќе. Ако гледаме пристапност до фондови, локални, регионални има 1-2, ама во принцип нашите стартапи можат да зборуваат и со било кој фонд европски. Тажната вистина, која што јас пробувам да кажам и на стартапи, со кои што соработувам и на студентите, дека фондовите сами ќе те најдат тебе, ама не кога тебе ти треба, туку кога ќе мисля дека со нивната инвестиција ти ќе можеш побрзо или подобро или поефикасно да направиш нешто. Нема некој фонд да дојде да ти даде пари, или многу ретко ќе дојде ќе ти даде пари само ради тоа што имаш добра идеја. За стартапи од рана фаза, ако зборуваме, по мене клучен е тимот. Не знам ни еден или многу малку знам инвестиции кои што инвестирале само ради тоа што идејата е добра. Ама знам многу инвеститори ангели и фондови кои што и инвестициски куќи, дури кои што инвестирале ради тоа што имале доверба дека тимот може да реализира таа, ама и некоја друга идеја ако пивотира. Бизнис климата не само кај нас, туку секаде во светот станува се понепредвидлива, како што кажавте. Кои се најголемите предизвици со кои се соочуваат предприемачите денес? Па некој ќе рече, но типичен одговор на прашање е пристап до средства. Јас би рекол дека правиот одговор е пристап до креативни идеи кои што може да решат глобални проблеми. И вмрежување на луѓе кои што делат такви креативни идеи. Пак треба да сватиме дека не живееме во гето, дека не живееме во една држава, дека не живееме во еден регион, дека ние можеме да се жалиме дека имаме вакви такви маки, дека на другите им е полесно, ама еве кога ќе отидат таму, ќе сватат дека и ти имаат некои други маки и дека не треба да се жалиме, туку треба да работиме, да се охрабриме и наместо да кукаме што не чини и што чини, да видиме дали можеме да најдеме решение на проблеми. Кој е советот или советите кои што им ги давате на младите предприемачи, а кои што и студентите, а кои што не може да ги прочитаат во учебник? Дека нема единствен најдобар пат. Јас работам и со многу стартапи, дел од нив се многу успешни. И јас сум имал некакви стартапи, компании кои што исто така биле многу успешни. И мојата можеби среќа е што сум имал повеќе од една таква, или сум бил инволвиран во повеќе од една успешна компанија, и оно што сум сигурен е дека не постои единствен пат и дека тоа што работи за една група на луѓе многу тешко се реплицира за друга група на луѓе, за било каква заедница. И поради тоа треба секој да си го најде својот пат. Треба да слуша што е можно повеќе совети, да чита што е можно повеќе книги, да иде што е можно повеќе настан, да се вмрежува, ама да биде свесен дека неговиот пат е негов пат и дека не може да се реплицира некакво туѓо искуство. Професор, ви благодарам многу. Ме беше задоволство. Со нова епизода се гледаме повторно за 2 недели во истиот термин и на истата фреквенција. Останете со нас и со програмите на јавниот сервис.